Емануел и Брижит Макрон пристигнаа во Велика Британија, а првата дама направи нов скандал. Тој подаде рака да се симне од авионот, но таа отвореното го изигнорира пред целиот свет. Францускиот претседател и првата дама беа пречекани со црвен тепих во Британија. Кога излегуваа од авионот, Емануел и ја подаде раката на сопругата да ѝ помогне да се симне по скалите. Но Брижит, наместо да ја прифати неговата рака, се фати за оградата и целосно го игнорираше својот сопруг, пишува Daily Mail. Огромен пожар избувна синоќа на грчкиот остров Тасос и не стивнува повеќе од 6 часа. На грчкиот остров Тасос, во областа Гликади во близина на Лименас, околу 23 часот избувна огромен пожар. Елементот на пожарот гори повеќе од 6 часа. Освен Гликади, погодени беа и областите Пахи и Рахони. Пожарот избувна синоќа недалеку од пристаништето во Лименас, се прошири брзо и е видлив дури и од Кавала, јавуваат грчките медиуми. Според списанието Феникс, најскапиот сладолед во светот се вика бајкија, што на јапонски значи бела ноќ. За тоа име стои луксузен сладолед од јапонската компанија Умер, кој влезе во Гинисовата книга на рекорди на 25 март 2023 година како официјално најскап сладолед на планетата. Една порција чини неверојатни 880.000 јапонски јени, што според девизниот курс од јули 2025 година е околу 5127 евра. Во свет каде што инфлацијата ги зголемува цените на основните производи секој ден, оваа бројка изгледа речиси нереална, но токму тоа е поентата. Netflix го објави првиот тизер за предстојната италијанска криминалистичка серија Чудовиштето од Фиренца, од Стефано Солима, позната по блокбастери како Гомора. Иако минисеријата нема да има премиера до крајот на октомври, Netflix веќе сподели краток преглед на тоа што да очекувате. Криминалната драма во 4 епизоди истражува една од најсложените и најдолгите истраги во италијанската историја, фокусирајќи се на потрагата по првиот познат сериски убиец во земјата. Чудовиштето од Фиренца е името што италијанската јавност го даде на непознат убиец кој убил 16 лица, претежно млади парови, во затскриени и шумовити области околу Фиренца помеѓу крајот на 1960 и 1985 година.